Почитувани гледачи, добра вечер. Ова е 15 минути со, а моја вечерашна гостинка е Мери Јанчева, маркетинг менеджер во телевизија ВИС, долгогодишен медиумски работник кој што одблизу и одвнатре ги познава работите во медиумскиот бизнис во државата. И вечер разговараме за новите проекти кои што на нејзина иницијатива се лансираат преку програмата на ТВ канал ВИС. Мери, добра вечер. Добра вечер, Сузана. Ти благодарам за гостувањето и за можноста да позборуваме за новите содржини кои што се предвидуваат и наскоро ќе почнат да се имитуваат на ТВ канал ВИС, но и на новите платформи кои што ги креирате заедно со техничкиот тим на ТВ канал ВИС. Па може ли малку да позборуваме за какви платформи, за какви програми станува збор? Да, значи во финална фаза сме на изработка една нова платформа. ТВ канал ВИС ќе ја прошири својата продукција. Се спрема нова платформа, односно нов вебсайт кој ќе го лансираме во текот на наредните 2 недели. Станува збор за сајт под назив Биди свој, кој ќе биде наменет за помладата популација. Таргетираме млада популација, имајќи ги во предвид сите предизвици и новитети кои ги носи дигиталното време, како и интересите на младите и нивните насоки да се повеќе на социјалните мрежи отколку да ги следат телевизиските формати, па и така и ние како ВИС телевизија ги согледуваме сите потреби на денешното време и нормално мора да се прилагодуваме на тие потреби. Програмата на ТВ канал ВИС и досега опфаќаше млада популација во многу сегменти, па дури истражувањата покажуваат дека сепак имаме јадро на млади луѓе кои што следат многу содржини на телевизијата. Дали платформата всушност им го олеснува пристапот до содржините? Што таа ќе содржи? Да, тоа е всушност еден начин тие полесно да пристапат до содржините и на телевизијата и на сите нови содржини кои ќе бидат создадени со цел да бидат промовирани на новиот сајт и на новата платформа. Станува збор за едно проширување и вмрежување, затоа што од она што го знаеме како прединформации, станува збор за сајтови кои што ќе може да се многу полесно дојде до содржините на на младата популација која што ги интересира, но и да нурнат во останатите информации. На кој начин ќе ги вмрежувате? Да, значи посебни икони, посебни. Да. Самиот сајт ќе содржи основниот сајт ќе биде поставен на ВИС телевизија и ќе биде лесно достапен. Всушност само еден клик ќе се влегува на bidisvoj.mk. Таму ќе ги имаат достапни сите содржини кои ќе се продуцираат, меѓутоа ќе бидат застапени истите содржини на сите социјални мрежи. Например, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Знаеме дека младите во денешно време многу повеќе ги следат социјалните мрежи. YouTube исто, сите имаме канали на YouTube и на TikTok, така да мораме да ги направиме малце по-креативни, по-интерактивни содржините, за да ги привлечеме младата публика, да бидат поблиску до нас и со цел да ги информираме, но и да ги едуцираме на поголема медиумска писменост. Тоа е еден сериозен предизвик, светски би се рекло, затоа што голем дел од земјите веќе се насочени кон градење на таа медиумска писменост, дури и во училиштата како редовни предмети, а ова сега го преземаме и како обврска, како медиум и општествено одговорна компанија. Знаеме ние, нашето искуство долгогодишно од телевизијата покажува дека младите се повеќе и повеќе заостануваат во тој сегмент, да тие се информирани, меѓутоа многу често знаат и да споделат или да веруваат на дезинформации. Наша цел ќе биде да ги едуцираме, пак ќе спомнам, да ги едуцираме и да работиме малце повеќе на оваа медиумска писменост. И да ги забавуваме. Но воедно и да ги забавуваме, да им нудиме интересни содржини кои ќе ги примамат да останат на нашиот сајт,
преку него да останат и на програмата на ВИС телевизија. Мери, може ли да позборуваме малку за содржините кои што како ќе биде концепиран самиот сајт? Што ќе нуди тој? Зошто младиот човек би сакал да остане? Што ќе му се нуди? Основна идеја на сајтот беше да продуцираме подкасти, кратки разговори или да обработуваме теми кои се од интерес за младите. Интервјуа со успешни млади личности од регионот, личности кои може да бидат пример во општеството. Оставаат белег во општеството, кои се соочуваат со одредени предизвици и успешно ги поминуваат сите проблеми и предизвици и сепак стануваат успешни личности на крај. Целта ни е да ги мотивираме младите да бидат своји и да си држат до своите замислени цели. Со таа намера е и сајтот со име бидисвој.мк. Потоа ќе имаме интервјуа со млади, меѓутоа и со луѓе кои би биле корисни со своите совети, мислења и ставови за младите. Влогови ќе се продуцираат и понатаму, како што ќе се развива сајтот, согледувајќи ги потребите и желбите на младите, сето тоа ќе се надоградува, ќе се развиваат и нови програми и проекти, се во интерес на младите. Кој ќе стои зад содржините кои што ќе се објавуваат со оглед дека станува збор за млада популација? Дали имаме и млад кадар кој што ќе го прави сето тоа? Да, ќе ангажираме и дополнителна екипа, млади новинари кои што се студенти се уште, меѓутоа се ентузијасти и сакаат да се вклучат во работењето како новинари, продуценти, камермани. Ќе бидат вклучени и тие, ќе ни бидат како едно освежување и нова сила во телевизијата и во продукцијата и во лансирање на новиот продукт, но секако првенствено ќе ја користиме искуството, професионалното новинарство на телевизијата и долгогодишното искуство за да создаваме пред се квалитетни да имаме квалитетна продукција и да имаме креативни материјали. Какви предизвици носи, бидејќи повеќе од 10 на 15 години си во оваа работа? Какви предизвици се носат низ годините? Затоа што медиумите се во постојано движење, се соочија со силни проблеми и предизвици, предизвикани не само од дигитализацијата, туку и од пандемијата, енергетската, економската криза. Тешко ли е да се изменаџира целиот овој турбулентен период? Искрено, не е лесно, да. Медиумите, поготово последните години со целосната дигитализација, претрпеа и големи промени, да кажам, и се соочуваат со големи проблеми. И во однос на маркетинг, и во однос на креирање на содржини. Ние како комерцијална телевизија се соочуваме со доста тешки предизвици. Се прилагодуваме, така да голем дел од содржините веќе ги приспособуваме на социјалните мрежи, но се уште и ни предстои тешка борба за тоа. Но ние сме квалитетна екипа, ентузијасти и мислам дека успешно ќе ги надминеме сите тие предизвици. Кажи ми, колкава е одговорноста кога треба да се направи еден сосема нов пристап, свеж, а сепак сериозен кон младата популација? Колку време одзема сето тоа да се испланира, да биде забавно, но да биде одговорно и дозирано, онака како што треба да му се пристапи на младиот човек, кој што и знае, и критикува, и вреднува, и прифаќа, така што не е сигурно едноставно. Па да, не е едноставно. Подготовката за овој сајт трае веќе со месеци. Одговорноста е всушност огромна, затоа што станува збор за млади, но сепак и интелигентни луѓе, кои знаат што сакаат. Искуството тоа ни го покажа. Веќе имаме направено неколку интервјуа и тие самите се свесни за моќноста која ќе имаат преку тие материјали, да им се дава глас, така да тие покажуваат интерес за тоа, меѓутоа
Свесни сме дека ќе наидеме и на одредени критики, на одредени нивни јавни мислења со кои ќе треба да се соочуваме и исправено да стоиме пред нив. Така да не е лесно, одговорноста ќе биде голема, меѓутоа ние сме стручен тим, професионални, искусни и мислам дека лесно ќе се справиме со тоа и Биди свој ќе постигне голем успех. Ти благодарам многу за разговорот. Се надевам дека Биди свој ќе стане алатка која што младите ќе ја носат секогаш на еден клик до себе и ќе можат лесно да се поврзуваат со информациите, со забавата, но се разбира и да станат одговорни млади личности на ова општество. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на тебе.